Тоа го најавив на почетокот, на крајот на годината донесовме годишен план за следење на имотна состојба и интереси согласно членот 19 од нашиот закон, каде што комисијата во последните 3 месеци од претходната година за наредната година донесува годишен план за следење на имотната состојба и судирни интереси врз основа на проценка на ризици од корупција во одредени области. Ние, за да покажеме проактивност, овој пат се одлучивме да одиме на највисоките државни функционери, за кои во јавноста и најмногу би се побудил интерес за проверка на нивниот имотен статус. Имаме софтверско решение кое што идеално беше замислено да детектира ризични лица, односно лица кои што имаат најголеми разлики во зголемување на имотот и приходите кои ги имаат тие членовите на нивните семејства. Од причина што решението целосно не е функционално, ние одиме по еден пристап да екстрактирани се сите податоци, комплет податоци што ги имаме во базата за сите овие категории лица, со некоја анализа информатичка ќе се направи анализа на податоци на лица, да речеме од суди, кои 10 ќе бидат предмет на проверка. Во завршна фаза сме, се уште ги немаме имињата, но наскоро ќе започнеме со постапките. Колку наскоро? Рековте дека софтверски ќе бидат избрани, но софтверот се уште не е во функција. Не е во функција целосно, но од самиот софтвер ние ги спуштивме податоците во некои табели, значи информатички не можам да го објаснам, и со некоја анализа ќе се извлечат податоците на најризичните, односно таму каде што ќе покаже дека има можност за несразмерно зголемен имот.